Ниту високите дневни температури и силното сонце не ги спречија членовите на Сдруженијето 16 март 2025 Кочани да го организираат 16-тиот марш за ангелите во барањето правда за своите починати деца во трагичниот пожар во Пулс. На вообичената маршрута од паркот на Револуцијата кон Траговскиот центар, а оттаму кон зградата на локалната самоуправа, учесниците во маршот рекоа дека достоинствено остануваат на своите ставови, да се изборат за правда за сите настрадани, без разлика дали се починати, повредени или пак ја преживеале трагедијата, но со психички трауми од она што го виделе кобната ноќ на 16 март. Сеќавајќи се на трагичниот земјотрес во Скопје, што се случи на 26 јули 1963 година, пред општинската зграда во Кочани, тие им оддадоа почит на жртвите од тогашната стихија. Побараа солидарноста од пред повеќе децении да се пренесе и за трагедијата од пред неколку месеци. Имаме обврска и ние, идните генерации, да ја негуваме љубовта кон градот, кон државата и никогаш да не ги заборавиме жртвите од земјотресот. Да продолжиме да ја градиме нашата држава и нашето општество врз вредностите што не обединија тогаш и кои треба да не обединуваат и во иднина. Солидарноста, човечноста и заедништвото. Но пред 4 месеци се случи најголемата трагедија во поновата историја на Македонија. Пожарот во кој поради затајување на институциите 62 деца беа пепелосани и над 200 повредени со трајни физички и психички последици. И уште 300 деца кои не се спомнуваат, а кои беа таму таа вечер, за среќа без физички повреди, но ќе останат трајно со траума и ужасот од таа кобна ноќ, 16.3.2025 година. Таа ноќ ќе ги следи цел живот. Таа ноќ ќе го следи Кочани за секогаш. Трагедија која наместо да не сплоти и обидини сите за воиднина за да не се повтори никогаш, таа ни донеси уште дополнителни удари од општествената структура во која живееме. Политизирање, апатија, презир од одредени поединци. А зошто? Затоа што парите, моќта и добрата функција се побитни од иднината на идните генерации. Едно ќе ве прашам. Родители кои го продадовте споменот на своето дете и борбата за правда за ситни пари и подобра работна функција, каде ќе ви оди душата? Во пеколот, да знаете, а таму не се вашите деца и никогаш нема да ги видите. Продолжувајќи по вообичената рута, учесниците на маршот стигнаат пред полициската станица во Кочани. Таму направија кратка пауза, при што упатија прашање до обвинителството за гонење организиран криминал. Сакаме да ги прашаме докаде е постапката на овој огок или чекат одмори да си одведат нивните деца на одмор на вода, а ние на нашите деца врз гробовите да им фрламе вода за да ги освежиме. Блазе си им. Нека им служи на чест. Оти развлечуваат само. Нивните деца пак ќе бидат на одмори, а нашите ќе гнијат у гробовите и ќе ги поливаме. И сите полицајци шетат на слобода со исклучок на некој, не за сите, не важи за сите. Значи има и паметни, и културни, и педантни и се. Ама тие неколку души ги омаловажуваат и ги срамуват. Пред основното обвинителство и основниот суд во Кочани, родителите кои редовно учествуваат на маршот за ангелите упатија прашање до оние кои не им се придружуваат во барањата, каква порака ќе им пренесат на своите деца. До сите мајки и таткоци, што ќе им кажете на вашите деца? Која морална, хумална лекција ќе ми ја пренесете? Каде? На пиедесталот ќе ми ја сместите емпатијата, а каде рамнодушноста? Сигурно ќе им спомнете, ама ќерко моја, сине мој, не се разбереш во политика. Се надевам ќе ви одговорат. За да го разбереш човековото право, хуманоста, не треба да ја разбираш и политиката. Дека и онека не може ништо да направиме. Се надевам ќе ви кажат, одговорноста е колективна, ама и срамот кога истата не се презема. Дека е касно и дека треба да спијат. Се надевам ќе ве прашат, што за вас е поважно од човековиот живот. Се надевам дека ќе добиете одговор како што ние го добивме во собранието. Родителите упатија забелешка и за малата подршка на маршот за ангелите, нагласувајќи дека тој не е само за починатите, туку аларм за институциите да не дозволат да се повтори слична трагедија и за други деца. Голем срам за градот Кочани. Кочани толку голем град, а толку малку луѓе. Алал нека е на сите тие што не дојдоа. Нека си седат дома, нека си спијат, нека одмарат, нека се ладат по климите, ние ќе шетаме под сонцето,
ќе се малтретираме, уж више немаме снага ни да одеме, а тие ќе си седат, а ние зашо одеме? Јас зашо одам? За да ги вработат некои јавните институции. Јавните институции ќе ги оставиме. Они ако сакат да се некој вработат во јавните институции, џаби е. После 2 месеца идат избори, ќе ритнат клоцата, ајде со здравје ќе ги изманипулират како што и знаат да го прават на сите избори така. И сакам да кажам, ние треба сите од Кочани да искочат, да ни дадат поддршка, а не како ние собрале сме се 100 души на Шоличе. Не само од Кочани, со цела Македонија. Но многу ви фала кочанчани, многу ви благодариме за поддршката што ни ја дадот. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.